Првите почетоци ги прават во основното музичко училиште Методи Патче од Охрид, едниот на пијано, другиот на виолина. Браќата Владимир и Виктор Србиновски денес имаат една единствена цел – да бидат дел од најпознатите светски музички сцени. Желбата за свирење велат се родила гледајќи ги настапите на близок роднина, кој исто така е музичар. Мојот иден план е да ставам концертен пијанист, да ги освојувам светските сцени, да држам мои концерти, семинари, да сум професор во некој од познатите факултети. Би било идеално да сум во некој од попознатите музички држави како Австрија, Швајцарија и така натаму, Германија и Италија. Ќе продолжам и се надевам ќе постанам да свирам по многу концерти низ многу држави. Виктор, кој заврши 7 оделение, одамна имаше привилегијата која само малкумина ја имаат, да настапи заедно со Македонската филхармонија и беше најмладиот солист. Тој е само вториот ученик од училиштето кој досега настапиле со филхармонија. Настапот е концерт Младите доаѓаат. Во тој концерт се свири со Македонската филхармонија. На аудицијата од 24 ученици примија само 10 ученици, од кои јас бев еден од нив. Владимир Којеко заврши втора година средно музичко училиште. Како врвен професионалец изведува дела од Шопен, Рахманинов и Лист и двајцата се добитници на бројни домашни и меѓународни награди. Еве една од најскоро наградите што ги добив е на Давор Нјенко надпреварот во Белград, прва награда. Бројни награди на државни надпревари, последно сега оваа година 100 поени на државниот надпревар во Скопје. Претходни надпревари на Охридски бисери, на Охридте сакам, специјални награди, први награди на меѓународниот надпревар Джузепе Тартини. Има втора награда. Најомилена награда ми е концертот со филхармонија. Исто имам награди на државен надпревар, специјални и први награди, специјална награда на надпреварот Охридте сакам и прва награда на надпреварот во Пиран. Велат дека најмалку 3 до 4 часа во текот еден ден посветуваат на вежбање. Со напорна работа и со голем труд се стигнува секаде, а талентот само не е доволен, туку треба и да се вложи многу труд и напор за да се стигне до целта. Од музичкото училиште велат дека и со двајцата институцијата се горде и се надеваат дека ќе имат блескава музичка кариера, а од ова училиште веќе произлегле имиња кои имаат светска слава. Владимир Четкар е еден од представниците на ова училиште кој што ден денес музицира и е познат во светски рамки. Симон Трпчевски исто. Значи ги има многу. А Владимир и Виктор ги очекува напорна работа и многу настапи во земја и странство, од каде се надеваат дека ќе се враќаат со награди. За Гласот на Америка, Мики Драјковски.